Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата, предводена од СДСМ и премиерот Ковачевски, изготви пакет за помош на граѓаните и компаниите во вредност од 350 милиони евра. Во време на најголема светска, економска и енергетска криза, пред најнеизвестната зима во Европа, никој нема да биде оставен сам. Поддршка ќе има за секого, а пред се за најранливите категории граѓани, за оние кои што помошта им е најпотребна. Согласно пакетот, во следните 4 месеци, 3000 динари месечно ќе добиваат 42.000 граѓани од ранливите категории. За оваа мерка од буџетот се одвоени 8 милиони евра. Помош од 3000 динари месечно ќе има и за невработените лица корисници на паричен надоместок и за самохраните родители приматели на гарантирана минимална помош. Помош од 6000 динари за 4 месеци ќе добијат 92.000 пензионери со пензии до 11.525 денари, додека помош од 3000 денари исто за 4 месеци ќе добијат и над 66.000 пензионери кои земаат пензија од 11.526 денари до 14.000 денари. Овие мерки опфаќаат речиси 200.000 наши сограѓани од ранливите категории граѓани кои што се со ниски примања. Во време на енергетска криза останува на сила мерката за субвенционирање на сметките за струја до 80% за над 600.000 домакинства и 72.000 мали потрошувачи. Со новите мерки за поддршка за снабдување со струја, 365 основни и 109 средни училишта ќе бидат на регулираниот пазар на електрична енергија за помали сметки во зимскиот период и непречено одвивање на наставата. Во новиот пакет мерки не се заборавени ниту компаниите. За стопанството се проширува поддршката на компании кои што се корисници на кредитно-гарантната шема од Гарантниот фонд на Развојната банка. Тука е и нова кредитна линија за поддршка на ликвидноста на микро, мали и средни трговски друштва, како изголемен поврат на ДДВ со скратен рок од помалку од 30 дена. Истовремено се работи и на дополнителни мерки за поддршка на компаниите кои што произведуваат основни продукти, како леп и масло за јадење, а нивното спроведување треба да започне на 1 декември. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија низ целиот кризен период, од почетокот на годината па до сега, презема ефикасни и навремени мерки за поддршка на граѓаните и стопанството. Во првата половина од годината беше реализиран пакет од 26 мерки, кој што беше вреден 400 милиони евра, со што за оваа година вкупната вредност на мерките за помош и поддршка на граѓаните и компаниите изнесува околу 750 милиони евра. Тоа е одговорен домакински пристап во време на најголема светска економска и енергетска криза. Како одговорна партија продолжуваме со вистинска грижа за граѓаните и за стопанството. Благодарам.